Од екосончева енергија до спортска стратегија е насловот на проект со кој Сдруженијето на граѓани Велесфест ќе возможи поставување на сончев систем во спортската сала Ги Миџии. Во овој проект како партнер се јавува и општина Велес, што беше и причина за денешното потпишување на договор за соработка. Конкретните цели на проектот се намалување на потрошувачка на енергија и емисија на CO2 во спортската сала Ги Миџии преку примена на принципите на енергетска ефикасност за минимум 29.000 киловат часови струја и 27.000 CO2. Значи, со тоа се намалува емисијата на CO2 во воздухот. Имаме промоција на бенефити од користење на енергетски обновливи извори. Проектот е финансиран од Глобалниот еколошки фонд, програма за мали грантови ГЕФ со буџет од $20.400. Заштеда на топлинската енергија, инсталирање на соларни панели во спортската сала. Општина Велес се вклучи со свој дел во сиот овој проект кој во висина од $20.400 или 25% учествува Велес со $4.000. Од сиот овој проект ние очекуваме токму на што е намената екологијата, заштедата и пред се сето тоа ставање во функција на сите оние што ги користат услугите на спортската сала. Од јавното претпријатие Парк Спорт, кој стопанисува со спортската сала Ги Миџии, велат дека ова е од исклучителна важност за подобрување на целокупната енергетска ефикасност на претпријатието. Директорот вели дека ова е нешто што долго се очекувало. Ако го знаеме сознанието за трендот на поскапувањето на електричната енергија во текот на годините, значењето на оваа мерка, имплементирањето на оваа мерка се зголемува повеќе кратно. Значи, изразуваме огромно задоволство од реализацијата на оваа мерка, на овој проект, затоа што од огромно значење за функционирањето и сервисирањето на услугите кои што се од јавен карактер, кои што ги сервисираме на граѓаните на општина Велес. Од Сдруженијето Велесфест, како носители на овој проект, велат дека истиот ќе се реализира во време трајање од 1 година, па така се очекува да финишира на 1 февруари идната 2015 година. На езерото се уште има места каде може да се осамите и да уживате во природата, тишината и водата. Искусните рибари ги знаат оние места каде рибата гриза и каде може да бидете далеко од погледите и луѓето. За оние пак кои ги преферираат комодитетот и благодетите на современото живење, околу езерото има на располагање неколку мотели. Вака порталот Срцето на Македонија.мк го опишува езерото Младост како атрактивна туристичка дестинација во Вардарскиот регион. Порталот е изработен неодамна и има за цел да ги представи туристичките капацитети, природните убавини и културните знаменитости во Вардарскиот регион. Спроведовме во изминатиот период неколку работилници кои учествува зема и лаици и експерти од оваа област со цел да се изнајде најдобро решение за потребите и изгледот на туристичкиот веб портал. Овој портал веќе е изработен, брендиран и гласи Срцето на Македонија. Тој ги содржи сите групи на туристички производи, значи кои што се посочени од стратегијата. Имаме поставено фотографии и краток опис за истите. На овој начин, сметаат од Центарот за развој на Вардарскиот регион, граѓаните во секое време ќе бидат информирани за туристичките места кои имаат намера да ги посетат. Во прво време сајтот ќе се промовира во границите на земјава, а потоа ќе се работи и на тоа за убавините на Вардарскиот регион да се запознаат и странските туристи. Овој линк исто ќе биде линкуван на веб страните на општините кои што спаѓаат во Вардарскиот регион и на страната на Центарот за развој на Вардарски плански регион. Воедно ги замолуваме сите заинтересирани правни лица кои што сакаат да ги споделат информациите со граѓаните, да стапат во Центарот, односно со вработените од Центарот да стапат во контакт, истите ќе бидат пласирани и споделени со јавноста. Срцето на Македонија.мк располага со секако вид на информации за туристите. Надлежните очекуваат дека на овој начин значително ќе се подобри состојбата со туризмот во Вардарскиот регион, со што ќе се почувствува економскиот бенефит.
Општина Велес веќе неколку години поред не може да најде начин да го реши проблемот со дивата населба кај реката Бабуна. Дел од објектите кои што се влезени во определ кој е заштитна зона, локалната самоуправа не дозволува да се легализираат истите. Бесправно изградените објекти се наоѓаат на потекот од клисурата Пешти до вливот на реката во Вардар. Градоначалникот Чадиев за овој проблем вели дека е долгогодишен и комплексен. Вели дека мора да се најде решение како да се реши проблемот за да се зачува кањонот Пешти. Дел од нив се влезени во опсегот на речното корито, што представува сериозен проблем не само за целата околина, представува сериозен проблем и за самите луѓе што ги направиле тие објекти таму. Проблемот е комплексен. Ние веќе размислуваме што да преземеме. Во прво време сакаме да стопираме секоја понатамошна градба и тоа ќе го направиме. Потоа ќе пристапиме кон заедничко решавање со сопствениците на заштитниот појас на тој дел од реката. Ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Тешко е, луѓето изградиле огромни објекти таму, куќи, меѓутоа ќе мораме да поминеме кон решавање на проблемот. Јас ќе кажам, повторно ќе почнеме околу опфатот околу реката. Долниот тек на реката Бабуна пред околу 10 години од страна на Советот на општина Велес беше прогласен за карактеристичен пеисаж и таму не е можно да се гради. И покрај ваквата одлука, 50 куќи се изградија во овој дел, при што иако немаа дозвола, на чуден начин добија струја, а отпадните води завршуваат најчесто во Бабуна. Но сите овие години локалната власт немаше храброст да го реши овој проблем. Малиот број приговори кои пристигнаа по завршувањето на екстерното тестирање на учениците од завршна година е доказ дека истото помина успешно. Ова е ставот на министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Вели дека тестирањето кое се спроведе минатиот месец помина без технички проблеми и забелешки, а целиот систем бил значително подобар за разлика од минатата година. Јас сум исклучително задоволен од тоа како се одвиваше целиот процес. Немаше, беа исклучени голем број од оние технички проблеми кои што се појавува во текот на минатата година. Во многу се подобри целиот систем, самиот начин на отворени прашања, односно отворен базен на прашање до кој што имаа достапност учениците, го намали стресот кој што постоеше кај нив. На еден начин можам да констатирам дека станува збор за унапреден систем на екстерно оценување. Од друга страна, пак постоја шпекулации и коментари, посебно кај дел од опозицијата, дека сега станало веќе премногу лесно екстерното оценување. Резултатот на екстерното оценување не го покажа тоа. Со екстерното тестирање во јануари беа опфатени 21.854 матуранти. Просечната оценка која тестираните матуранти од 96 средни училишта во Македонија ја постигнаа годинава изнесува 3,39. Во моментов, Министерството за образование и наука се подготвува за екстерното тестирање на останатите ученици. Истото ќе се спроведе во месец јуни. Подготовките на Министерството за образование и наука се во исклучителна фаза на напредок. Ние веќе работиме максимално на подготовка на екстерното тестирање по ист принцип за сите други генерации, но со оглед на тоа што станува збор за многу пообемна операција, практично на активности, збир на активности кои што треба да следат, ние веќе 3, односно 4 месеци пред екстерното за сите останати генерации ги работиме подготовките за истото. За наставниците чии ученици покажале најдобри резултати на екстерното се предвидени награди од 15% зголемена плата, додека за оние со најлош успех казна со намалување од 15%. Изборите ги спречија наградувањата и казнувањата, но по нивното завршување Министерството ќе објави подготвената ранг листа на наставници кои ќе земат пониска или повисока плата. Владачката ВМРО ДПМН од денеска го распишува огласот за избор на нивен кандидат за престојните претседателски избори. Повикот ќе биде објавен на партиската веб страница, а ќе трае до 26 февруари. Право да поднесат кандидатури имаат сите граѓани што ги исполнуваат уставните услови за извршување на претседателската функција, кои се членови на партијата и поддржувачи на нејзината политика, и оние кои се наоѓаат себеси во ставовите на партијата по однос на националните и државните интереси. На конгресот кој ќе се одржи на 1 март, 1300 делегати со тајно гласање ќе го изберат кандидатот кој ќе влезе во изборната трка. Се очекува пак социјалдемократите денеска да донесат одлуката за тајмингот на нивната конвенција, која според некои извори ќе се одржи кон крајот на тековниот месец. Инаку во неделата почна рокот за собирање на потписи за независните кандидати и на оние кои не можат да обезбедат поддршка од пратениците во собранието.
23.565 граѓани досега поднеле годишна даночна пријава. Од нив 120 ги поднеле даночните пријави преку електронски пат. За оваа година од Управата за јавни приходи очекуваат 200.000 македонци да поднесат годишна даночна пријава. Ако се земе предвид дека минатата година биле поднесени вкупно 174.181 пријава. Во системот за електронско поднесување на даночни пријави е-даноци се регистрирани околу 10.600 регистрирани лица, од кои 120 веќе ја искористиле можноста преку електронски пат да ја поднесат годишната даночна пријава. Секој лице кое што во текот на минатата година остварило дополнителен приход има обврска да поднесе годишна даночна пријава до канцелариите на Управата за јавни приходи, најдоцна до 15 март.